Кратки најави за денешниот дневник. Општина Охрид целосно ќе го субвенционира издавањето картички за влез во Стар град. Се возобнови авиолинијата Охрид-Белград. Триесет регионални спортски игри за лица со телесен инвалидитет. Дваесет години кошаркарски клуб Колибри. Трето издание на кино со автомобили под отворено небо. Со содржините во дневникот започнуваме повременската прогноза. Останете со нас. Во Охрид во вторник свежо утро и температура од 11 степени, а во текот на денот времето сончево и топло со доумерен слаб североисточен ветер. Максималната дневна температура 27 степени. Во Скопје во среда и четврток сончево и топло време. Минималната 14, дневната 28 степени, а во петок сончево со локална облачност и топло време. Максималната дневна температура 29 степени Целзиусови. Ресторан Далга. Брз кредит не значи скап кредит. Да, добро слушнавте. Аплицирајте за најповолните онлайн кредити со износи од 10.000 до 180.000 денари и рок на отплата до 30 месеци. За повеќе информации посетете не во центарот на Охрид или аплицирајте веднаш на manimax.mk. Manimax, ваш доверлив финансиски партнер. Тамаро е 25 години охридски водички лидер и препознатлив бренд. Обуките од менаџерскиот тим се доказ за максимална посветеност кон вработените. Тамаро Холдингот се грижи за организацијата и на време пренесените информации кои отсликуваат тимската работа. Секој успех на вработениот е успех и на компанијата. Маркетите располагаат со производи со висок квалитет од секакви брендови по одлични цени. Вкусните печива од Анабела пекарата се веќе омилен појадок на многу потрошувачи во Охрид. Анабела кујната услужува голем број на потрошувачи и компании. Рибарата е секогаш снабдена со најразлични видови на риба и морски плодови. А месарниците располагаат со свежо месо и месни производи во секое време. Уживајте во својот охридски домаќин. Тамаро, повеќе од маркет. Добар ден, прво издание на дневникот на ТВМ телевизија. Општина Охрид целосно ќе го субвенционира издавањето картички за влез во Стар град. Јавното предпријатие Билјанини извори ја известува јавноста дека со одлука на Општина Охрид, износот за добивање картица за влез во Стариот град на Охрид ќе биде целосно субвенциониран од страна на Општина Охрид. Сите оние кои досега извршиле уплата за добивање картица, износот целосно ќе им биде рефундиран. Поради тоа, сите кои веќе уплатиле од утре можат да појдат во просториите на јавното предпријатие Билјанини извори, спортска сала Билјанини извори, информираат од предпријатието. Овој одговор од јавното предпријатие Билјанини извори доаѓа по реакцијата на група жители од стариот дел на Охрид кои до медиумите испратија реакција
во која велат дека се изреволтирани од одлуката на локалната самоуправа повторно да поднесуваат барања и да уплаќаат за картички, за како што велат да си дојдат дома. Група жители од Месокостро и Варош до нашата редакција испратија реакција во која што изразуваат револт за повторно поднесување барање и уплаќање за картички за влез во Стар град. Во реакцијата стои, цитирам: "Веќе 3 години во поред, ние жителите на Варош и Месокостро сме обврзани да плаќаме картички за да можеме да си дојдеме во своите домови. Првичната замисла на општина Охрид беше со цел да се регулира сообраќајот во стариот дел на градот, но оваа нивна замисла во пракса не беше успешна. Секое лице со моторно возило можеше слободно да влезе во Варош и Месокостро без разлика дали е жител во Стар град или не. Домашни и странски туристи ги окупираа улиците на Стар град, бидејќи луѓето кои што работеа кај рампите без двоумење им дозволуваа влез во стариот дел, а мештаните беа обврзани да платат картички за влез. Воедно, нивните паркинг места беа постојано зафатени од страна на туристи. Сведоци сме дека и многу пати рампите биле нефункционални, односно во неколку наврати се случуваше да се спуштат додека автомобилите минуваа под рампата. За да биде целата ситуација уште победна и оваа година, општина Охрид и јавното предпријатие Билјанини извори донесоа нов правилник за доделување на картички, но на состанокот не присуствува председател или представник на урбана заедница Стар град. Ние, жителите на Стар град, сме бескрајно изреволтирани и дискриминирани од овој потек. Револтира и фактот што за новата стратегија дознаваме од медиумите, па таму прочитавме дека ќе ни биде оневозможено користење на една иста картичка за влез на повеќе возила. Дали ова значи дека доколку имаме 2 возила, а сме ги купиле сами, другото треба да го ставиме на паркинг и да плаќаме 24 часа за него, или да се снаоѓаме секој на свој начин? Во дописот уште прочитавме дека влезно-излезните терминали меѓусебно ќе бидат поврзани во системи доколку со едната картичка се направи влез во овој опфат, се додека не се евидентира дека е направен излез со истата картичка, нема да може истата повторно да се употреби за излез, со што ќе се оневозможи користење на иста картичка за влез на повеќе возила. Прашуваме, дали доколку имаме семена веселба треба сами да одиме и да си ги носиме гостите, а потоа да ги вратиме? Ние, жителите од Месокостро и Варош, сме крајно омаловажени од овој нов така наречен правилник и бараме градоначалникот на општина Охрид и директорот на јавното предпријатие Билјанини извори да одржат еден состанок со нас каде ќе им ги соопштиме нашите проблеми, каде ќе ја слушнеме нивната замисла, па потоа да се изнајде заедничко, логичко и разумно решение за овој проблем кој што трае со години. Ние, жителите од стариот дел на Охрид, веќе од утре ќе започнеме со собирање на потписи против оваа одлука. Напоменуваме дека ја поддржуваме локалната во намерата да стави ред со автомобилите кои гравитираат во стариот дел на градот, но тоа да се направи преку добро осмислен план, а не на наш грб. Се возобнови авиолинијата Охрид-Белград. Денес на Охридскиот аеродром пристигна авионот на авиокомпанијата Air Serbia за оваа туристичка сезона. Со ова авиоповрзување се очекува пораст на српските туристи. На Охридскиот аеродром Свети Апостол Павле попладнево пристигна првиот авион на релација Белград-Охрид. Компанијата Air Serbia ова лето ќе оперира 4 пати неделно, а се очекува да ги врати српските туристи во земјава, кои во минатото беа најбројни на брегот на Охридското езеро. Станува збор за возобновување на авиоврската Белград-Охрид, која беше воспоставена во летната сезона 2016-2017, а со неа српските гости ќе може да дојдат во Охрид за само час и половина. Ние како ТАВ, како аеродромски оператор, сме уверени дека ова повторно воведување на летовите на Air Serbia на релација Белград-Охрид-Белград ќе им користи не само на патниците кои што патуваат за одмор, туку и ќе го олесни економскиот раст, културната размена меѓу блиските соседи Србија и Северна Македонија. Тимот на Охридскиот аеродром е посветен да обезбеди ефикасно и безбедно аеродромско искуство за сите патници. Според министерот Бочварски, оваа авиолинија ги потврдува одличните релации меѓу двете земји и ја зацврстува регионалната соработка. Одлично е за целата земја, одлично е за Охрид. Ова е сериозен инпут за економијата, за развојот на туризмот и за цврстување на врските со нашите граѓани кои живеат во земјите од регионот.
И оваа линија е во тајминг кога само ги потврдуваме одличните релации со нашиот сосед Република Србија, кога во рамките на иницијативата Отворен Балкан создаваме низа на погодности за нашите и за српските граѓани. Мислам да ова линија е од великог значаја и за Северна Македонија. Оваа линија е од големо значење и за Северна Македонија и за Србија и ќе има 4 пати неделно. Во понеделник, среда, петок и сабота. Мислам дека термините се добри за сите туристи. По она што може да забележиме по резервациите, има голем интерес од страна на српските туристи и може да ги очекувате во голем број. Воедно ќе има и голем број на транзитни патници. Од почетокот на годинава на двата аеродроми во земјава забележително е зголемување на бројот на патници за 44%, а само на Охридскиот аеродром има зголемување на бројот на патници за 25% во однос на лани. 35-та година поред регионални спортски игри за лица со телесен инвалидитет. Викендов на терените на спортско-рекреативниот центар Билјанини извори се собраа не само спортистите од нашата земја, туку и од земји од соседството. Сериозна е бројката на врвни спортисти помеѓу лицата со телесен инвалидитет во земјава, но за да се постигне успех, потребен е труд, откажувања и сериозни вложувања од сите вклучени во тренажниот процес, а најмногу од државата. Исто така, повеќе од неопходна е инклузија на лицата со телесен инвалидитет преку спортот во општеството. Повеќе од неопходна е инклузија на лицата со телесен инвалидитет преку спортот во општеството. Викендов на спортско-рекреативниот центар Билјанини извори се одржаа 35-тите републички спортски игри на лица со телесен инвалидитет. Спортот и телесните вежби за лицата со инвалидитет не се само спорт, тие се и здравје. Кај голем дел од овие лица, поради намалената мобилност, се зголемува ризикот од кардиоваскуларни заболувања, поради тоа, ваквите активности за овие лица се апсолутна придобивка, истакна Бранимир Јовановски, председател на Националниот сојуз Мобилност. Убаво е да се види задоволството на нивните лица, убаво е да се види дека на некој начин и државата води грижа, овозможувајќи да тие денеска бидат овде кај со нас. Ние сме денеска повеќе од 100 спортисти, што кажува, ама тоа е само на државното првенство. Ако ги земе и оние кои поминале квалификации во општинските организации, значи преку можеби 500 инвалиди биле анимирани за да се занимаваат со спорт. Македонија докажа дека има врневи спортисти меѓу лицата со телесен инвалидитет, но за овој момент да стане пракса, потребно е да се исполнат голем број фактори, вели Бранимир Јовановски, председател на Националниот сојуз Мобилност. Јас знам дека оному кај што сум сега тренер, порано беви нели спортист, дека има само една формула за да успеете во спортот. И тоа не е гаранција дека ќе успеете ќе освоите медал од големо првенство, меѓутоа е предуслов. А тоа е 6 сата дневна работа, 6 дена во недела и 11 месеци година. Значи мора да се направи тренажен процес и циклус каде што спортистите непречено и неоптоварени со никакви грижи, значи со добра опрема, услови, спортски терени, реквизити и така натаму, ќе имаат можност со квалификувани стручни кадри да тренираат и тоа е единствениот начин, единствениот предуслов да се стане успешна нација. Меѓутоа, се тоа што го каже претходно за да се оствари, треба озбилен буџет. На спортските игри учествуваа 110 спортисти во атлетика, пинг-понг и стрелаштво, од кои 61 надпреварувач, 20 жени и 41 маж, членови на Мобилност Македонија од општините Битола, Скопје, Штип, Куманово, Кратово, Дебар, Кочани, Велес, Кичево, Струга, Тетово, Свети Николе, Струмица, Радовиш и Гевгелија. Инаку овие спортски игри се и меѓународни, па така учество зедоа и спортисти од Црна Гора, Србија и Хрватска. Советникот на општина Охрид на Јамандиев истакна дека инклузијата и грижата на лицата со телесен инвалидитет останува еден од приоритетите на општина Охрид. Тој им посака успешно надпреварување на надпреварувачите. 35 години соред во Охрид се одржуваат овие спортски игри и општина Охрид всушност вложува многу во инклузија на лицата со телесен инвалидитет. Вратите наши ќе бидат стално отворени за таквите лица и ќе им помогнеме во најдобра мера да може да ги искажат своите спортски успеси, резултати и понатаму да продолжат во борилиштата низ Европа и светот.
На регионалните спортски игри беа присутни спортисти кои отскокнуваат со своите резултати и кои заслужуваат да бидат дел од националните селекции, како една Оливера Накова Биковска, која стана и свој виден спортски символ на Македонија, истакна организаторите. Организатор на регионалните спортски игри е Националниот сојуз на лица со телесен инвалидитет на Македонија. Надпреварите се одвиваа викендов на терените на спортско-рекреативниот центар Билјанини извори во Охрид, каде и беа прогласени победниците и доделени наградите и медалите. Успешни 20 години на кошаркарскиот клуб Колибри ќе бидат одбележени со меѓународен кошаркарски турнир кој ќе се одржи од денес 19 јуни до 22 јуни. Кошаркарскиот клуб Колибри Охрид по повод 20 годишниот јубилеј организира меѓународен кошаркарски турнир. На турнирот кој ќе се одржи од 19 до 22 јуни во хотел Десарет, учество ќе земат екипи во машка и женска конкуренција од Србија, Албанија и македонските екипи Пробаскет јуниор од Охрид, МЗТ Скопје, Декса од Прилеп, Пробаскет Делчево и домакинот кошаркарскиот клуб Колибри. Со овој турнир отпочнуваме нова спортска традиција која во иднина ќе се стремиме да стане традиционална. Нашата цел е да ја збогатиме прославата на нашиот јубилеј 20 години кошаркарски клуб Колибри на спортски начин, велат од кошаркарскиот клуб Колибри. Со ова започнуваме нова летна спортска приказна во Охрид со која ќе биде императив на едно место да се соберат повеќе од 200 среќни и исполнети дечиња. Свечената прослава на сите членови, родители, поддржувачи и спортски работници по повод јубилејот ќе се одржи во четврток со почеток од 18 часот во спортската сала Билјанини извори. Доделувањето на наградите и одбележувањето на јубилејот ќе се одржи во хотел Десарет од 21 часот, информираат од Колибри Охрид. Прва роднокрајна средба на писателите од Охрид. Утре, 20 јуни, во организација на Националната установа Библиотека Григор Прличев од Охрид ќе се одржи првата роднокрајна средба на писателите од нашиот град. Средбата има работен наслов Охрид низ творечкиот ракопис. Настанот целосно ќе се снимаа со секој учесник автор, одделно ќе биде изработен фотопортрет кој ќе се чува во дигитална форма во библиотечната архива. Се очекува присутните да разменат мисли и идеи околу издавачката продукција и избогатување на роднокрајното оделение со нови наслови. Проектот е дел од годишната програма за работа на библиотеката, финансиски поддржан од Министерството за култура. Трето издание на кино со автомобили под отворено небо од 23 до 25 јуни на просторот на поранешната касарна во Охрид. Во рамки на тридневното кино под отворено небо од 23 до 25 јуни на просторот на поранешната касарна во Охрид ќе бидат прикажани филмовите Снежана на крајот умира во петок, Парада во сабота и Некрстени денови во недела, информираат од културолошката иницијатива 5 до 12. Филмот Снежана на крајот умира, издаден минатата година, е филм на Кристијан Ристевски кој го опишува овој филм како социјална драма во амбалажа на комедија и апсурд на 3 приказни за 3 групи луѓе. Парада, комедија драма на Срđan Dragojević, во која прашањата за ЛГБТ заедницата во Србија се обработени низ една приказна, каде активисти на хомосексуални права организираат парада на гордоста, незаштитени од полицијата, бараат заштита од група криминалци. Некрстени денови е филм на Иво Трајков кој преку брилјантната црно-бела фотографија, суптилно и нетенденциозно ни доловува атмосфера на историска драма која представува огледало на хипокризијата на моралот, религијата и патриархалната традиција во општеството, подеднакво релевантна денес како и во периодот непосредно пред Втората светска војна. Влезот за сите проекции ќе биде отворен во 19 часот и 30 минути, а проекциите ќе започнуваат во 21 часот. По почетокот на проекцијата нема да биде дозволено влегување. Билетите по цена од 500 денари по автомобил ќе може да се купат на влезот, информираат организаторите. Од ноќеска на полноќ намалување на малопродажните цени на горивата, одлучи Регулаторната комисија за енергетика. Малопродажните цени на бензините Евросупер БС 95 и Евросупер БС 98 се намалуваат за 1 денар по литар и истите ќе изнесуваат 80,5 односно 82,5 денари. Малопродажната цена на евродизелот не се менува, останува 70,5 денари. Малопродажните цени на екстра лесното масло за домакинство се намалуваат за 0,5 денари за литар и сега истата ќе изнесува 68,5 денари.
Цената на мазутот се зголемува за 0,5 денари, па така сега килограм мазут ќе чини 41,02 денари. Следуваат вестите од светот. Утрово нови апсења на Косово, уапсени уште еден србин во општината Лепосавиќ на северот од Косово. Околните жители за српските медиуми посведочиле дека припадници на полицијата во цивилна облека утрово го уапсиле србинот откако излегол од својата куќа и бил однесен во правец на Приштина. Тој е осомничен за наводна вмешаност во нападот врз новинарите на 16 јуни. Државен секретар во Министерството за одбрана ситуацијата на северот ја оценува како најтешка од 1999 и вели дека голема одговорност имаат земјите од меѓународната заедница кои покрај осудувачката реторика во пракса не спроведуваат ништо за да ги спречат, како што велат, криминалните намери на Курти. Ова е седмо апсење на срби на северот на Косово по инцидентите по обид за насилно окупирање на општините и по напад врз две деца во Житковацка извечени од страна на специјалци на косовската полиција, кој што косовската страна го демантира. Шината му важи забраната за премина стока од Србија. Поради револтот на локалните срби, за денеска е закажан протестен марш, зголемено и присуството на силите на КФОР околу Лепосавиќ. Државната полиција во Пенсилванија идентификуваше еден полицаец убиен и еден тешко ранет во нападите во саботата од страна на вооружен маж кој упадна во касарна на државната полиција и отвори оган, а подоцна беше убиен по потера и размена на оган. Со убиството и ранувањето на полицајците, билансот на престрелките минатиот викенд во Пенсилванија се искачи на 6 смртни случаи и повеќе од 10 ранети. Полицаецот Жак Ружо Жуниор е убиен, а поручникот Джеймс Вагнер е тешко ранет, додека напаѓачот Брендон Стајн од Томсон Таун побегнал, но бил убиен по потера, соопшти полицијата. Официјални лица потврдија дека мотивот за нападот се уште не е јасен, но вела дека Стајн го внел својот пикап на паркингот во касарната Луистаун во округот околу 11 часот во саботата и отвори оган со пушка од голем калибар кон обележани патролни автомобили, а потоа избегал. Набрзо по пукањето Стајн бил идентификуван и била организирана потера. Подполковникот Џон Биверн, заменик коменсар за оперативни активности која координирал потерата од хеликоптер, рече дека нападот на Стајн изгледал како игра на мачка и глушец, наведувајќи дека бегалецот прво повикал 911 на одредена локација, но не почекал и продолжил да трча. Австралискиот сенат денес гласаше за одржување референдум оваа година за давање право на глас на домородното население во парламентот, со цел да му се овозможи на најранливото етничко малцинство во земјата да има збор за владина политика. Десетици домородни австралијанци стоја и аплаудираа додека сенаторите го усвоија предлог законот за референдум со 52 гласа за и 19 против. Застапниците се надеваат дека правото на глас во парламентот ќе го подобри животниот стандард на домородните австралијанци, кои сочинуваат 3,2% од населението и ја представуваат најранливата етничка група во Австралија. Независната сенаторка Лидија Торп, која е член на домородната заедница, рече дека се противи на таквото право на глас, бидејќи тоа е секако глас без моќ. Најмалку 96 лица загинаа во две најнаселени држави во Индија во изминатите неколку дена, додека делови од земјата се зафатени од топлотен бран. Смртта се случила во северната држава Утар Прадеш и источен Бихар, каде властите ги предупредија луѓето над 60 години и другите кои страдаат од разни болести да останат дома во текот на дома. Властите открија дека повеќето од закинатите биле на возраст над 60 години и имале постоечки здравствени состојби кои можели би биле влошени од екстремните горештини. Научник од Индискиот метеоролошки оддел изјавил дека температурите низ целата земја моментално се над нормалните, додавајќи дека не се очекува олеснување во следните 24 часа. Во неделата во окрузите забележена е максимална температура од 43 степени, што ја надминува нормалата за 5 степени. Евидентирани е релативна влажност од 25%, што го интензивира ефектот на топлина. Главните летни месеци, април, мај и јуни, генерално се најтопли во поголемиот дел од Индија, пред монсунските дождови да донесат пониски температури. Го завршуваме првото издание на Дневникот на ТВМ. Ви благодарам што не следевте, пријатно.